Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитуван колега Рамчилович, размислував доста како да ја водам оваа дискусија и има некои работи кои што ќе бидат кажани, има некои работи кои што ќе бидат меѓу редови, кои што вие ќе ги разберете, но кои што редно е после 3 години во овој парламент како колеги да си ги кажеме. Има еден термин, господине Рамчилович, во книгите со кои што сме растеле и цитатите кои што сме ги читале, а тој термин е част и поштење. Односно, тоа е, господине Рамчилович, чест и честност. И тоа не се мали зборови. Тие зборови част и поштење или чест и честност не мислам дека се зборови за политички наивци, не мислам дека се тоа празни флоскули, не мислам дека тоа е мртво слово на хартија кое што треба да го оставиме надвор на улица моментот кога ќе влеземе во оваа зграда. Господин Рамчилович, вие на изборите, а не е мала работа. Во демократија изборите се најголемиот датум. Вие на изборите, почитуван колега, бевте со Илија Димовски од Велес, на иста листа, 7. Бевте на избори со Никола Мицевски од Штип. Бевте заедно со Трајчо Димков, исто така од Штип, со Иван Иванов од Кочани, не 1 метар од вас. Бевте на иста листа со Слаѓана Митовска од Крива Паланка, каде што за вас и за нас гласаа 6000 луѓе. Бевте заедно со Стојан Миланов, исто така на 1 метар од вас, кој што Стојан Миланов со сите притисоци, со сите уцени, рекол не фала во името на тие два големи збора, чест и честност. И многу други. Вас, почитуван колега Рамчилович, денес не ве предлагаат ниту Илија Димовски, ниту Мицевски, ниту Трајчо Димков, ниту Емил Димитриев, ниту Стојан Миланов, ниту Иван Иванов. Вас ве предлагаат, колега Рамчилович, следниве пратеници: Ејуп Алими, Артан Груби, Мирсада Еминијај Асани, Реджел Исмили, Шпреса Хадри, Агим Шакири, Джеват Адеми, Бранко Манойловски, Фросина Ташевска-Раменски, Мира Стојчевска, Бети Рабаджиевска, Панчо Иванов, Александар Филиповски, Бетијане Китев, Лидија Тасевска, Анета Симеска, Хари Локвенец, Благој Четрпевски, Румин Земон, Дали Богдановски, Жаквина Лазаревска, Александар Кирацовски и Диме Велковски. Господин Рамчилович, во овој парламент народот, граѓаните, треба да плаќаат 5 подпредседатели за да се задоволат сите амбиции. Господине Рамчилович, овој народ треба да плаќа 5 заменици генерални секретари за да партиите си ги задоволат апетитите. Овој народ на кој што ќе ми изгласува минимална плата од 14.000 денари треба да плаќа 28 министри на Зоран Заев. Да се задоволат сите амбиции, сите желби, сите свити. Овој народ треба да плаќа на Зоран Заев 70 советници. 70 советници, денес има оглас за нови 3. Овој народ треба на цела оваа свита да и плаќа не само директори, туку и заменици директори во сите јавни предпријатија, во сите министерства, во сите агенции и се останато. Тоа беше амандманот на Кирацовски пред некој месец. Се сеќавате, Рамчилович? Да јавни предпријатија што имаат 10, 15, 20 вработени малца што имаат директор, да имаат и заменик директор, а да плаќа народот.
за да се задоволат сите амбиции, сите свити, сите желби за визит карти и кабинети. Колега Рамчилович, се поставува прашањето какви пратеници треба да има во било кој законодавен дом? Какви пратеници треба да има во парламентите кај што има демократија? Колега Рамчилович, јас верувам дека треба да има слободни пратеници кои што слободно дискутираат, затоа што тоа е демократија. Таму каде што пратеникот си го прегризува јазикот, таму каде што пратеникот внимава како нешто ќе каже визави власта, тогаш, колега Рамчилович, нема слобода. Тоа е демократура. И затоа во парламентите на слободните земји, кај слободни пратеници, ќе видите пратеници кои што дискутираат како слободни луѓе. А во хибриден режим, како што не дефинираше економист, во делумно слободни земји како Македонија, каде што кај пратеници може да влегуваат специјалци, да се усенуваат, да се прави трговија, да се претепуваат нивни синови, да се каже глас е за власта, ќути си, не се јавува за збор 2 години, ама син ти нема да оди во затвор. Е, тоа не се слободни земји, господине Рамчилович. Затоа што не мислам дека добар пратеник е, ако некој 2 години, не мислам тука на вас, дека е добар пратеник човек кој што 2 години не земал збор и ќути и трае. И какви ние тоа примери, господине Рамчилович, им оставаме на идните генерации, на учениците кои што вие во средното училиште каде што предававте, ги учевте. Господине Рамчилович, вие и јас бевме членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. И да, тоа е голема чест. Не е тоа мала работа. Тоа е организација што постои 125 години, господине Рамчилович. 125 години. И има луѓе кои што биле членови на општински комитети. Има членови кои што биле во раководство на УМС, во најмалиот комитет. Ама кои што со гордост во дневната соба ќе си го стават тоа и ќе речат да, јас бев таму, се вложив себе си и се вклучив себе си во тоа. И дали е довле сменјањето страни еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати, или човек треба да има конзистентност? Јас за вас, за вашата работа, за вашето CV имам почит. Јас за вас, мојот став, колега Рамчилович, сум го кажал 2013, 2014 година, 2015, кога сме разговарале, кога сме дискутирале, кога никој од овие сега што ќе ве гласаат не ме познавал. Кога сум отишол на промоција на ваша книга, во време на оваа страховлада, јас, мојот став, колега Рамчилович, према вас, вашето CV, вашите верувања, вашите погледи, сум ги кажал, уште еднаш ке речам, кога сум отишол, кога сум се среќавал, кога сме биле колеги, кога сме иделе заедно во кампања. Но вреди ли, колега Рамчилович, заради 3 месеци да се биде функционер? Се распуштаме за 3 месеци, готово е. Вреди ли да се погазат сите овие работи? Вреди ли да се отиде на другата страна? Нема проблем, легитимно е, но отидете кај нив на листа, нека го верификуваат тоа граѓаните. Не е мала работа, вас ве гласал народ, вас ве поддржало членство, вашата кампања и во вашата функција се вложиле луѓе. И вие сега им велите чао, пријатно, јас се договорив по ходници тука во парламентов да правам нешто сосема друго. Е затоа, колега Рамчилович, ние ќе се бидеме и понатаму коректни колеги кои што ќе се поздравиме и ќе си кажеме добар ден. Но за оној дел кој што се нарекува част и поштење, или ако сакате чест и честност, може би ќе имаме различни поимања и различни сваќања. Благодарам.